Во ова видео ќе ги разгледаме аритметичките низи во повеќе детали. Тие се познати и како линеарни низи. Ќе откриеме како да го најдеме правилото за одредување на n-тиот член на низата, кое потоа ќе го употребиме за да го најдеме било кој член во низата. Пред да започнеме, сигурно веќе знаеш дека секој број во низата се нарекува член. Ова е прв член, втор член и така натаму, а ова ни кажува дека низата продолжува до бесконечност. Аритметичките низи имаат заедничка разлика. Ова значи дека тие секогаш се зголемуваат за ист број, па заедничката разлика за оваа низа е 3. N-тиот член на оваа низа е 3n плюс 2. Може да ја искористиме оваа формула за да ја одредиме низата. n го означува редниот број на членот во низата. За првиот член n е еднакво на 1, па го заменуваме 1 во формулата, па 3 по 1 плюс 2. За вториот член заменуваме n во формулата, за петтиот член заменуваме n е еднакво на 5. Може да замениме за било кој член, па и за 100-тиот. Еве едно прашање за тебе. Паузирај го видеото, одреди ја низата и продолжи кога сакаш. Дали доби точен резултат? Погледни ги овие две низи. Што можеш да забележиш за заедничката разлика и правилото за n-ти член? За аритметичка низа, бројот пред n е секогаш заедничката разлика. Бидејќи заедничката разлика е минус 5, правилото за n-ти член е минус 5n. Ако ги разгледаме овие низи, кои броеви недостигаат во правилото за n-ти член на низа? Разликата е 4, па формулата е 4n. Разликата е минус 3, па формулата е минус 3n. Разликата е 0,5, па формулата е 0,5n. Разгледај ги броевите после n. Како се одредуваат тие? Паузирај го видеото и размисли. Како да стигнеш од 4 до 2? Треба да одземеш 2. Од минус 3 до 22 треба да додадеш 25. Од 0,5 до 1,5 додаваш 1. Ова е правилото за n-ти член на низа. Едноставно, нели? Еве неколку прашања за тебе. Паузирај го видеото, размисли и продолжи кога сакаш. Дали доби точен одговор? Ова е речиси се што треба да знаеш за аритметички низи. Знаеш како да го најдеш правилото за n-ти член. Може да ја одредиш низата според ова правило и може да го најдеш било кој член во низата. Постои само уште една работа која мора да ја откриеме, а тоа е како да одредиме дали бројот е член на низата. Тоа ќе го разгледаме во некое друго видео. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница naukazadeca.mk.